Добар ден на сите, почитуван подпредседател, почитувани колеги членови на Државната изборна комисија, почитувани граѓани и медиуми. Денес е 11 мај 2026 година, отворам петата седница на Државната изборна комисија. Бидејќи на денешната седница присуствуваат сите членови, констатирам дека се исполнети условите за работа согласно членот 37 став 2 од деловникот, постои кворум и ни возможува легитимно да одлучуваме по точките од дневниот ред. Најпрво да го разгледаме и усвоиме дневниот ред. Навремено ги добивте потребните материјали и предлог точките за денешната седница. Со оглед на тоа што истите се и претходно разгледани, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Разгледување и усвојување на записникот од четвртата седница на Државната изборна комисија. Точка 2. Одлука за доделување на средства на општински изборни комисии за надоместоци на избирачките одбори и општинските изборни комисии во општини кои имаат блокирани жиросметки за спроведување на избори за членови на советите на општините и Советот на град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје за изминатите локални избори. Точка 3. Разно. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, истиот дневен ред, предложениот дневен ред го ставам на гласање. Ве молам да гласаме кој е за. Констатирам дека дневниот ред е едногласно усвоен. Преминуваме кон расправа по точките на усвоениот дневен ред. Прва точка: разгледување на и усвојување на записникот од минатата четвртата седница. Отворам расправа. Дали некој бара збор во врска со записникот? Доколку нема забелешки, истиот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме кој е за. Констатирам дека записникот од четвртата седница е едногласно усвоен. Продолжуваме со втората точка: предлог одлука за доделување на средства на општински изборни комисии за надоместоци на избирачки одбори и општински изборни комисии во општини кои имаат блокирани жиросметки за спроведување на избори за членови на советите и општините и Советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје. Дозволете накратко да образложам оваа одлука. Ова е редовен начин на подмирување на долговите кај оние општини кои што на доместоците кај оние општини кои што имаат блокирани жиросметки. Постапката предвидува најпрво владата да донесе одлука. Таа одлука е донесена. Владата на 29 април оваа година донесе одлука поврзана со решението за распишување на избори за членови на советите и на општините и Советот на градот Скопје, како и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје, како и за повторните избори за градоначалник на општина Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша и Центар Жупа. На 11 општински изборни комисии со оваа одлука ќе им се одобрат финансиски средства во износ од 107 милиони денари за надоместоци за избирачките одбори и општинските изборни комисии за спроведување на локалните избори минатата година и повторените избори од оваа година. Тие се обезбедуваат со одлука на владата, но се префрлени на Државната изборна комисија и се однесуваат на 11 општини: Арачиново, Делчево, Струга, Пехчево, Тетово, Кривогаштани, Василево, Желино, Гостивар, Врапчиште и Зрновци. Средствата се користат за подмирување и за исплата на надоместоците на избирачките одбори за првиот и вториот круг на гласањето и надоместоците на општинската изборна комисија и неисплатените обврски на ОИК во врска со спроведувањето на локалните избори 25-та и повторните избори во определени општини од 26-та година. Тие се реализираат по налог на Државната изборна комисија и ќе бидат трансферирани на наброените општини кои што потоа ќе извршат соодветно исплатата согласно закон. Значи, средствата ќе бидат распределени на општинските изборни комисии, на посебни општински сметки за изборни активности и за реализација на оваа одлука ќе бидат задолжени надлежните служби. Секако неискористените средства
понатаму доколку има такви се враќаат во буџетот на државата. Дали некој бара збор во врска со оваа точка? Доколку не, би сакал да ја ставам на изјаснување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека одлуката за доделување на средства на општински изборни комисии за надоместоци на избирачки одбори и општински изборни комисии во општини кои имаат блокирани жиросметки за спроведување на избори за членови на советите и на општините и советот на град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје едногласно изгласана и усвоена од страна на Државната изборна комисија. Со тоа ја заклучуваме оваа точка. Одиме по точка број 3 разно. Дали некој од членовите има нешто да додаде или да отвори под оваа точка разно? Нема. Бидејќи нема, констатирам дека го исцрпевме дневниот ред за оваа седница. Ја заклучувам петата седница на Државната изборна комисија. Ви благодарам.